Поштовани гледачи, добро вечер. Машката македонска ракометна репрезентација во својата историја досега играла на 17 големи врвни надпреварувања. Досега играла на 8 европски првенства. Од 2012 година, од најголемиот успех и на европското првенство во Србија и петото место, Македонија нема пропуштено голем настап. Нашата репрезентација веќе е пласирана на своето 9-то светско првенство. И тоа во јануари ќе го одигра, барем главната фаза, и што подалеку ќе го одигра во Вараждин, во Хрватска. Во меѓувреме нашата репрезентација треба да одработи обврската и за пласман на своето исто така 9-то европско првенство. Зошто велам треба да одработи обврската? Затоа што во ваква група со Естонија, Литванија и со Словенија, од која што две репрезентации директно, а евентуално и четврта како трето пласирана може да отиде натаму, значи на европското првенство во 2026, нашата репрезентација според квалитетот, традицијата, минатото и сегашноста во ракометот има големи шанси да не речам дека веќе е пласирана и на тоа европско првенство. Но во спортот едно е хартијата, друго е теренот и оние најлесни надпревари треба да се одработат сериозно, како што ќе биде овој против Естонија. Традицијата на Македонија против Естонија е одлична, нема пораз во 6 надпревари. Ова е првиот надпревар од нашата група, ќе гостуваме в недела против репрезентацијата на Литванија, а против Словенија двата надпревара ќе ги одиграме во март следната година. Значи ова е прв надпревар против естонците, кои ни се непознати затоа што никогаш не играле ни на европско ни на светско првенство, а одамна беа не нашите луѓе се бидови. Горан Ѓоргоновски, како и во последните неколку години, е наш стручен коментатор или консултант. Ѓоргоновски, јас кажав дека ова би требало да биде една рутинска обврска. Македонија е фаворит. Дали е баш тоа така? Добро вечер, Горан. Поздрав до вашите гледачи. Па сега да бидеме реални, ракометот не е спорт проеден во Естонија, не е ни во првите три, тама е кошарката, тука е хокејот, тука е фудбалот. Нема такво внимание таму како што, да кажам, во нашата држава кој има тој статус на спорт проеден. Спомна и ти дека не се никогаш пласирани на големо надпреварување, имаме искуство со нив, сме играле 6 надпревари досега, не добиле, но ја морам да кажам дека имало ситуации кога ни ги расипале сметките, барем... Да. Ајде да ќе почнеме тука. Подсетувајќи се на тие време, значи нашата репрезентација има 4 победи и 2 нерешени против репрезентацијата на Естонија. Во 3 циклуси мислам дека само еднаш успеавме да минеме во група кога бевме со нив, и тоа е тоа за она европско 2012-та. Значи во 2006-та игравме нерешено во Естонија, што ни направи проблем потоа, па потоа победивме со 15 разлика, во 2008 во квалификации за европско првенство победа на домашен терен, нерешено 28-28 во Естонија и потоа 2 победи во квалификациите за европското првенство 2012. Мислам дека на еден од тие надпревари си и ти директен учесник. Па затоа и го спомнав, 2008 овој период, ноември, ние бевме во група со Норвешка, Исланд, со Белгија и со Естонија, и баш на стартот на квалификациите дома се сеќавам добро, беше надпревар во кој што Македонија константно водеше, но не така за да може да се опушти. Дури при крајот на надпреварот последните 10-15 минути отидовме над 7-8 и заврши 9. Но што се случи кога требаше да одиме во Естонија само за 3 дена да играме на нивен терен, се случи да ние патуваме 2 дена буквално да видиме по аеродроми, да изгубивме еден лет во Виена, стигнавме таму во Летонија, од Летонија со автобус пристигнавме со бајлето во Естонија. Изигравме нерешено, што подоцна, може би во некои ситуации ни со добар резултат со Норвешка дома, ќе бевме и повторно во Австрија 2010-та. Не се случи тоа. Го кажувам ова од аспект дека, особено сега, 16 години подоцна, сите играат фудбал, сите играат ракомет, како така, значи не сме никој да се потцени. Тоа го потенцираше и Лазаров, дека иако во некој свој селектирања, нели го изостави Митрески, го остави веројатно со одмори за јануари, и покажа на некој начин дека е комотен, а може би им дава шанса на некои млади играчи, ете како што кажа тој, да земат одговорност, а не секако се надевам јас дека ќе биде овој надпревар празник и дека сите ќе славиме убедливо, но ние мора да бидеме многу внимателно. Играме со селекција која што е близу до Скандинавија, иако за нејзина несреќа граничи со најнеракометната скандинавска селекција, финска, но прифатиле многу од тоа. Иако е една од ретките селекции таму кој што не зеле селекторот
од тој полуостров. Ај малку полоцна за Естонија. Мислам дека овој надпревар сепак ќе зависи од нашата репрезентација. Што треба да биде Македонија на овој надпревар за да биде еден рутински, за да не ние чекаме 50-55 минути за да го заврши. Видете, сериозна видете, ние на последните квалификацијски надпревари за светско во Хрватска, за жал немавме добра поддршка од голман на двата надпревари и во Фарски острови и овде. За наша среќа поминавме и сме во Хрватска. Она што секако овај спорт како ракомет тргнува е добар голман кој што ќе биде поддржан од зона. Видовме од самиот состав дека селекторот се одлучи за 5 пивотмени, од кои 4 се супер габаритни, меѓу кои Лазарески, Аларов и оние кои надоаѓаат Стојчевич 2003, Карасманакис 2004. Значи очекуваме габаритна зона, висока зона. Лазаров веќе се профилираше во својот клуб една зона таква со играчи на 5 и на 2 кои што сериозно антиципираат. Тоа е многу важно за овај надпревар затоа што естонците играат малку поразлично од нас, од она што сега играме. А тоа значи бековите, особено сега ќе морам да се подсетам, Том како лев бек број 19, јавноста ќе може да забележи, тој е играч кој што најмногу ќе троши топки денес, не се срамат да шутнат, но исто така она што е важно за зоната наша, не продуцираат многу 1 на 1 со изолации, значи не ја изолираат зоната за да одат 1 на 1, него повеќе вкастуваат широко и од таа ситуација кога пивотмен е меѓу 3 и 4, тој се обидува габаритен е викар да создаде ситуација да има вишок на една или на друга страна. Токму затоа може да очекуваме денес и Велковски и Серафимов на една страна, особено тие двајца кај него, а и овие од другава страна Атанасиевич, Кузмановски, па и Ѓорчиев, да бидат малку истурени напред и да затвараат према средина. Со тоа естонците ќе ги донесеме, ќе ги наведеме да ги напаѓаат и Лазарески, и Стојчевич, и Карасманакис, па и Аларов, ако добие шанса. Тука е нашата шанса да ние постигнеме што повеќе лесни голови, така наречени, за да, она што кажуваш ти, да не се тресиме цел надпревар. Да. Добро, да го слушнеме Кире Лазаров, кој е оптимист, не се расфрлаше многу со тоа дека сигурно победува Македонија, но нормално против ваква репрезентација како Естонија, ова треба да ни послужи за сигурен влез во квалификациите и што побрз пласман на европското првенство. Веќе да го слушнеме Кире Лазаров. Добро, треба да се истакне дека ние променивме скоро цела генерација, имаме тотално нова Македонија, па можам, како што вие кажавте, квалитетна Македонија која што ветува. Се надевам тоа денес ќе го покажеме уште во текот на денешниот надпревар. Секоја се тешки тие први надпревари, кога започнуваат квалификации, многу пати ги имам играно и знам дека не е воопшто лесно, треба да ги почитуваме сите противници. Ние се спремавме за Естонија како да се спремаме и за поквалитетна и подобра репрезентација, воопшто не ги подценивме. Мислам дека репрезентацијата и играчите се спремни да покажеме една добра игра и да издвојуваме победа, се надевам. Но од друга страна не очекувам да блескаме, очекувам да одиграме квалитетно. Се надевам дека ќе победиме и да се спреиме квалитетно за она што не очекува недела на гостувањето во Литванија. Очекуваме на добра Македонија, на полетна Македонија, на квалитетна игра и се надевам дека ќе заслужиме да издвојуваме победа. Против естонците не сме играле одамна, а тие не се ни на европски, на светски првенства. Има по некој во Германија, Кувајт, ево од Јапонија не се дојде ни што репрезентација Естонија. Па добро, они од материјалите што ги имавме видовме дека има доста квалитетни поединци, индивидуалци, се работи за една шутерска екипа која што добро шутира надвор од 9 метри. Како што кажав, се спремивме квалитетно, треба тоа да го презентираме на вечерва. Естонската репрезентација во незиниот состав има неколку ракометари кои што играат во германската лига, во Потсдам игра Росна, Виткар игра во шведска, во втората лига, Леп игра во Ауе во втората германска лига, Мампорија игра во германската трета лига во Рошток, Том игра во Кувајт, сега го немаат ракометар што игра во Јапонија, веројатно не можел да дојде. Ќе им недостасува Пат Трајл кој игра во Ајзенхауер, тоа е Бундеслига прва, го нема Варик и Конт кои играат во исландското првенство.
во секој случај ако ги гледаме клубовите имаат состав, ама колку може да бидат опасни? Видете, прво да се осврнам на она што го спомна селекторот, значи на крајна внимателност. Ако е некој искусен во вакви надпревари, она што го спомна, ова се први надпревари. Од друга страна, ова репрезентација под негово водство ја троши веќе третата година и веќе има некои контури. Исклучително полетна, брза, па и релативно млада, ајде да кажеме, млада селекција имаме, која што треба да биде желна, која што треба да има желба да покаже дека вреди. Од друга страна, пред почеток на подготовки спомна Лазаров дека има веќе избор на играчи, значи овде никој не е сигурен, тоа треба да биде дополнителен мотив за секој овде што денес ќе истрча. Што се однесува до противникот и неговите играчи, Патрел во моментот нема клуб, иначе тоа е веќе 5, 16, 17 години во репрезентација и е единствен играч кој што играл во Бундеслигата на едно посериозно ниво. Исто така не е тука ни Јанима, тој е десен бек, исклучително интересен играч, брз, но има уште еден левак кој што е добар, тој е Росна, кој што има добра промена правец. Значи, едноставно, еспонците, без разлика што на име не се звучни, не ги гледаме во европските купови, не ги гледаме во Лигата на шампионите. Тие, како селекција која што имаат скандинавско влијание, технички се добро подковани. Ние мора да одиграме сериозна одбрана ако сакаме да не се мачиме. Од друга страна, во напад, ние знаеме веќе што е нашата игра, знаеме Митев што треба да прави, може како ситуација, ова го кажувам за вашите гледачи, играчот кој што го спомна претходно број 19. Очекуваме да игра во два правци и тоа на сериозна позиција во одбрана и тука треба да се најде нашата шанса да го изолираме и да го напаѓаме него затоа што има исклучителна улога и во нападот. Добро, што е главната предност на Македонија? Јас не кажам втората е долгата купа, затоа што дека секој може да биде прва постава. Според мене главната предност е што голем дел од овие играчи играат сериозни надпревари во текот на годината. Ова е една ситуација која што ретко кога Македонија се нашла, а тоа е имаме 95% од играчите играат од домашниот шампионат, единствено Томовски е во Поздан во Германија, но од друга страна и Битола, и Алкалоид, и Белистер, и Алкалоид, и Вардар во моментот играат европски надпревари, а од таму се скоро сите играчи, така да поентирам, главната предност е искуството, без разлика на релативната младост на одредени играчи кои што претходно ги спомнат. Тие веќе поминаа филтер на младински селекции, веќе имаат сениорски ракомет позади себе и тука е главната предност. Нормално, ова публика која што јас се надевам денес, јас само ќе се покаже. Има време, па и нема баш уште многу тие што се блиску до салата, нека побрзаат, не играла нашата репрезентација одамна вака пред празна сала. Разгалена е, ја имам спомнато неколку пати. Македонската публика е разгалена и затоа може би се случува ова. Треба да работиме на промена на мајндсетот. Ние имаме златни деца, златни ракометари, успешни клубови. Ние мора да ги почитуваме нив и мора да дојдеме денес да ги поздравиме, без разлика со кого играме. Да, особено што ова ќе ни биде еден, ми имам уште еден надпревар пред европското пресветното првенство. Па да, може да се случи ако немаме пријателски надпревар од отворен тип, да ова е последен надпревар пред она што во Хрватска. Таму не се сомневам дека ќе имаме 5-6 илјади фаланга, но пак ќе кажам, мора да се учиме, мора да ги учиме. Еве, ќе кажам еден детал. Децата од мојата школа, над 200 деца денес со своите родители, јас ги донесов, ние ги донесовме на надпревар да ги учиме дека треба да дојдат, да ја сакаат државата, но спред и да ги почитуваат овие момци. Рековме дека искуството е предност. Тоа е дел од играта, но што ракометно, што квалитетно ракометно нашата репрезентација треба да го одигра, да го добие овој меч. Прво, спомнав за одбраната. Добро, се почва од одбраната. Значи, одбраната е на некој начин поврзана со голманот. Знаеме, да може да одигра. Денес се Томовски и Кизич. Така, денес се Томовски и Кизич. Од една страна, Томовски го изгубивме од вид во однос на Германија. Не верувам дека е комотен како во Вардар во однос на минутажата. Дали тоа ќе се одрази вака или вака ќе видиме. С Кизич е малку различна ситуацијата. После неколку години
тешки, можам да кажам, за него. Во Вардар беше трет голман, во Битола беше трет голман. Лазаров полека го рехабилитира во Алкалуид, добива шанса и делимично и оправдува. Затоа е овде и се надевам дека ќе продолжи да се крева затоа што ни треба. Митрески е веќе на залезот на кариерата, без разлика што брани во феноменална форма. Нас ни треба Кизич, ни треба и Галески кој денес не е во состав. Она што треба во напад, ние денес, тоа го знаат сигурно и момците и Лазаров, ние не смееме да брзаме и сигурно нема да брзаме. Ние ќе чекаме шанса. Се надевам со Митев од старт, со Кузмановски и со Велковски, кој што за нијанса е подобар од Серафимов во одбрана, но се исти профил на играчи во напад. Имаме транзиција, една дилема имам, дали Лазаров ќе стартува со пивот во два правци или ќе окорасти Пешески како тотален ракометар. Да, предноста плюс на нашата репрезентација е овде што овде секој може да го понесе товарот. Сите овде може да одиграат со голема минутаж. Тоа е уште една работа, точно Горан. Значи ние имаме селекција така избалансирана да можеме да ротираме буквално 16 играчи. Да бидам искрен, не ја познавам Естонија, неколку играчи да, што ги спомнавме, но не ја познавам колку клупата на Естонија може да го издржи. Сакам на крај да кажам дека очекувам надпревар со многу голови, затоа што Лазаров и во Алкалуид цела година игра над 30-35 голови, така ќе биде и денес, а Естонија е репрезентација која што уште еднаш повторам, негува скандинавски ракомет, а тие сакаат да постигнат гол повеќе од противникот, никако да играат на гол да играат на малку голови. Така да, надпревар со многу голови, разлика од 6 до 10 голови би била нешто што е реално, но теренот ќе каже. Тоа сакав да го поставам како за последно прашање пред преносот, да не бидеме скромни. Ние овој надпревар треба да го одработиме рутински. Апсолутно. Ние сме немале проблем со Естонија на домашен терен. Јас спомнав претходно дека ние сме имале таму проблем, но во многу ќе зависи овде како ќе стартува надпреварот. Така е во спортот, особено во ракометот, каде што не можеш да играш да не примиш гол. Не е спорт да не примиш гол, ти мораш да играш, но од друга страна квалитетот е на наша страна и се освен победа од 6 до 8 голови ќе биде знак дека треба да се коригираме за она што следува во Литванија. Да, за Литванија по преносот, почитувани гледачи, значи за отприлика 2 минути ќе стартува интернационалниот пренос. Значи ја гледаме Македонија во својот обид по 9-ти пат да стигне на европското првенство. Овие квалификации тргнуваат во Скопје, во салата Борис Трајковски против Естонија. Ако на оние што бројките нешто им значат, ова е 99-ти квалификацијски надпревар за европските првенства. 4 победи, 2 нерешени, без пораз против Естонија, која не е ни сила, камоли веле сила во европскиот ракомет, но ајде да бидеме предпазливи, да им оставиме на нашите ракометари да одиграат сериозен меч, па потоа да разговараме за победа и што би требало да ни донесе овој надпревар во продолжение на квалификациите. Значи гледајте македонска репрезентација на македонска телевизија, овој пат против Естонија. Секогаш познато ЕСА под дома и на пазар не е ист. Очекуваме нашата репрезентација да има предност на полувреме во стартниот надпревар од квалификациите за Европското првенство 2026 против Естонија, но само 20, иако нашата репрезентација имаше и 4 гола предност, имаше и напад за 5 разлика. Ѓоргоновски, она што е видливо, тече напад изворен, ама проблем е што, не знам како да го кажам, нападот на Естонија е добар или нашата одбрана е лоша. Така е. 80% реализација на напад, а нашиот шут е и околу 70%. Значи тука можеме да бидеме супер задоволни, ама ова е спорт кој успесите и победите ги носи одбраната. Така е. Значи, ако можам да кажам, она што го зборедме пред надпреварот во голема мера се оствари. Во однос на нападот, кој ќе троши топки таму, на кој начин ќе игра противникот со вкрстувања, нема многу да бара, игра 1 на 1, ќе шутира од надвор, нема да се срами, тоа и го видовме. Од она што се плашеме пред надпреварот, дека гоманите и претходно со Фуерски острови немаат денес се продолжува таа практика и мислам, немам статистика, но мислам повеќе од една одбрана немаат. Тоа ќе застана во нивна одбрана, тука сум зад голот.
Јас не можев да ги видам шутевите на Тома, камо ли да ги одбранам. Така. Мислам дека прелесни, преотворени шутеви. Апсолутно. А мора да кажеме дека Лазаров го почна надпреварот со браќа Атанасиевиќ, со Тино Карасманакис и со, значи, ајде да кажам, играчи кои што се обиде да ги добие, во ротација, се обиде да ги добие во за понатаму, да ја зголеми конкуренцијата, и со текот на времето почна да го внесува и Митев, го внесе сега Лазаревски и Аларов, но ситуацијата не се смени. Она што е важно, ајде да кажам, што е добро, е дека имаме брз центар, постигнавме доста голови, добивме доста дуели, противникот има 6 исклучувања, ние немаме ниту едно, требаше овој надпревар да има друг резултат во однос на тоа дека противникот имаше доста време на терен, со играч помалку, па и 2 на едно време. За жал, ете спомна и ти, ЕСАФ-от не е како што ние го планираме, можеме да очекуваме сега промена во однос на зоната, можеме да очекуваме некоја 5-1, иако не го видовме она што јас го предвиди во однос на тоа двојка и петка, калфовите наши да бидат поагресивни. Имам чувство како да ги подценивме, со релативно плитка зона, доста сме лабави во одбрана, можам да кажам и дека и тоа што се обидоа, тие во дуел игра на 1-1 не ги добивме, на дуел не добивме, а и она што главно оружје нивно го кажавме, број 19, мислам дека има сигурно 6-7 погодоци и тоа се сите од 9, од 8,5, 9,5 метри. И уште една работа, само извини, спомнавме за крилата, тој скандинавски ракомет, мислам дека се безпромашен шут на надпреварот, ако не го бројме стативата само што влезе Томовски. Да, Томо има 6 гола од 8 шути. Имам чувство дека сме во одбрана некако премлаки. Дека немаме ни едно исклучување, немавме ни стар за жолт картон за исклучување. Па во таква агресивност и да се ризикува со исклучување не е проблем. Само да не се дозволи вака лесни шутови. Значи, на стартот би било греота Естонија игра квалитетен напад, нема дефинитивно, ама се почнува и завршува со тоа, би било греота нас да не маче еден играч. Јас ќе кажам дека ние им дадовме со релативно плитка зона премногу да комбинираат. Спомнавме дека тие се технички добро обучени. Тоа е земја која што гравитира према Скандинавија, а Скандинавија е технички најобучениот ракомет во светот и тука нема сомнеж. Од друга страна, Атанасиевиќ, Павле и Тино Карасманакис го стартуваа надпреварот на позиции 3 и 4. Има по 2-3 грешки и изгубени дуели. И со ротацијата подоцна, како и поранешен играч, можам да кажам дека тимскиот дух се губи и секој гледа да го одбрани својот играч без многу да помогне на останатиот. Она е тоа што кажуваш ти, дека немаме густина, немаме борбеност, значи нема еден на друг да го покрие. Оставени сме, дали Лазаревски паѓа, дали Карасманакис паѓа, оставени сме на чисто да шутираат. Не сакам да ги амнистирам голманите, имаше шутеви за нив кои што требаше да ги одбранат. Голманите се тука да спасат нешто. И во даден момент, она што го спомна ти, од 4 додиме на 6. Тоа е тоа е. Очекувам поагресивна зона. Дали се во модерниот ракомет класичен фластер и не постои. Но некоја варијанта да отиде некој поагресивно еден на том. Баш така. Класичен фластер не применува, можам да кажам веќе никој не применува, но секако дека може да очекуваме на 5-1 да запреме дистрибуцијата за том. Прилагодена на том, но тоа не е толку важно колку што е важно ние со агресивна зона на халфовите, па и на централните играчи. Ние немаме веќе време да калкулираме. Ние мора да се судриме со нив, но важно е нив да им го соприме залетот, да немаат оние бескрајни вкастувања и додавања. Се случува од тие додавања ние да ни паѓа концентрација, затоа што не играат ракомет како нас. Многу се различни, може и да се забележи тоа. Значи имаат после вкастување, имаат долги топки, кај што се отвора простор меѓу 1 и 2 и 5 и 6 поминува воз. Значи тоа е техничка обученост, без разлика на нивниот квалитет и тимовите во кои што играат, а искуството кој го имаат. Очекувам агресивна зона. Малку тепачка. Навистина они примија 20 гола, ама барем имаат 6 исклучувања, 6 од пенал. Така, кога ние би влегле во такви борба. Тие се обидоа, ние не. Околу нападот
Јасно ни е нас дека Марко Митев е сега главна игла со Кузмановски. Сакаше Лазаров да го заштети за она во Литванија, може би и да скрие нешто, но сега веќе простор за тоа нема. Одиме се не заради тоа дали денес ќе ги добиеме, искрено не се сомневам, него да ги добиеме, да кажеме имавме лошо полувреме, ги подценивме, ова да не се повтори, сега да изиграме како што треба. Убеден сум дека така ќе биде. Да, почитувани гледачи, веќе и салата е пополна, атмосферата е на вистинско ниво и како што и личи кога игра една репрезентација која е постојана на европско и светско првенство. Македонија Естонија 20-21 кошаркарски резултат и верувам дека ова беше само влез во квалификациите, мала опуштеност, лошо полувреме, малку и студено во салата и дека во второто полувреме се ќе се веде на вистинското место. Затоа гледајте македонска репрезентација на македонска телевизија. (37-33), тоа е најважно победа на нашата репрезентација, 4 разлика во формат во кој што две репрезентации со можности третата од 4 додат на европското првенство. Оде се важни победите, не толку гол разликата. Ѓоргоновски остануваме истото одличен напад што не е проблем, дури на 4 промашени пенали, неколку стативи, 37 гола и пак одбраната оние 5 квалитетни минути го решија мечот. Така е, ми го седе уводот. Најважно е дека Македонија денес победи и ги освои бодовите во она што следува понатаму и конечно пласман на европското првенство. Би издвоил неколку работи. Тоа е дека во клучни моменти Лазаров се ослона на оние кои што најдобро може би ги знае и нешто што го има како играно, а тоа е своите момци, да кажам, од Алкалоид, како комплетна постава. Друго би издвел дека Кизич одбрани топки кои што можеа, доколку не се случаја, можеа комплетно да го однесат на преворот во друго ниво, во друг правец. И она што е можеби непланирано за Лазаров, доста го потроши Митев, доста бараше од него, односно ситуацијата бараше од него да се вложи. Серафимов е прв стрелец на надпреварот, но оние што го следат ракометот и оние што малку подобро го разбираат, ќе видат дека Митев и особено Георгиев второ полувреме беа носители на играта. Што беше проблемот денес? Ако ние одигравме второ полувреме, нашата репрезентација прими 13 гола, што е да речем пристојно, 25-26 би примиле гола ако така се однесуваме во прото. Прво мислам дека Македонија стартуваше добро, но она што момците во својата глава го имаат дека сакаат да го решат надпреварот за 15 минути, за 20 минути и дека тој притисок на фаворите, дека ние треба сега она што го збореме пред надпреварот 6 до 8 голови разлика, како да тоа е сега во моментот нешто многу важно. Апсолутно не е важно. Ние мора да добиеме и во Естонија, ако сакаме да бараме пласман, иако спомнати дека и третиот и 4 репрезентации на трето место може да се пласираат, но несигурно со пораз во Естонија нема да што да чекаме во тие 4. Така да ние требаше овде да добиеме надпревар, а ракометарите, односно играчите во главата си го имаат тоа дека треба ние овде да Естонија да е, условно кажано, да ја понижиме. Од тој аспект, кога џаволот ја однесе шегата и видовме дека од 3-4 наместо да одиме на 5-6 дојдовме на 1, се фатија рацете, еден на друг не си помагаа и дека нешто многу се смени во одбраната во второ полувреме, не. Она што можеби беше пресудно е ротацијата која што Естонија ја немаше на овој надпревар, и ако можеме да забележиме, последните 15 минути од надпреварот тие има несвојствено за нив 3-4 технички грешки, има 3-4 промашени удари на гол, значи го промашија голот и секако спомнав и претходно Кизич го одбрани тоа што и нормално се бара од дома. Дојде до 8 интервенции, 7 се во второто полувреме. Во тие 5 минути беа 2-3 врзани. Така да ако сумираме се на се, Македонија многу и дозволи на Естонија да игра, значи без агресија, без притисок, без да ја стави на контакт игра. Во таа ситуација, ваква селекција која што без разлика на низиниот квалитет, не пласман на големи надпреварувања, играчи кои што не играат во големи клубови или клубови низ Европа,
има технички се добро подковани и тоа го покажа. Имаат одличен левбек, имаат добар, солиден голман и трчаат, имаат транзиција. Ние не их ставивме под притисок, не им дадовме да грешат повеќе на време и на крајот се измачивме, што би се рекло, на мускули и ја однесовме победата. Но тука ќе завршам со ова, најважно е дека ние вечерва освоивме. Ова можеме да го гледаме и од друга страна. Ние не одигравме колку што можеме, а пак победивме. Така е, точно. И ајде ќе кажам една друга работа, кој знае зошто е добро ова. Значи се држам до тоа, затоа што ако денес па завршеше како што сите посакувавме, можеше ова истото не се деси во Литванија, а таму тешко дека... Ајде, прво претпоставувам дека и таму многу што ќе зависи од нашата игра. Што во овие моменти треба да се промени, или да се зацрсти, или да се врати од оно што е наш квалитет. Види, ќе има што да им каже Лазаров на играчите, сигурно овие денови. Нема да кажам нешто ново, ако кажам дека треба психолошки да ги врати и да им каже, јас сакав и преднат преворот да го кажам, дека Македонија нема големи звезди. Македонија го нема Кирил Лазаров во ова репрезентација, да бидиме реални. Значи сите се класа 2 под Кирил Лазаров, овие момци, без разлика кој како ќе го свати тоа. Ова репрезентација може да игра добро и да биде квалитетна и да го измачи секој противник во светот, само ако е добра тимски. Денес не ја видовме во таква светло. Значи ние мора да тргнеме од тука. Ние мора зоната да ја ставиме на повисок левел, на повисоко ниво, да биде поагресивна, па да има исклучување, нека има контакти, вака сигурно не. Од друга страна, нападот и сега и во иднина, пак ќе кажам, колку и да звучи претенциозно, во многу ќе зависи од Марко Митев. Како, значи, дечкото условно кажано е неверојатен играч, со неверојатно срце, со неверојатна физика и е многу незгоден и тежок за чување. Од него многу работи зависи, од него многу работи тргаат во ова репрезентација. Лазаров сакаше да го заштеди, сакаше да дозволи на Анатанасиевич и останатите да добијат, но очигледно овај натпревар не беше тој. Така да и самиот Марко мораше да се испоти добро за... Не знам се, гледал Литванија нешто во поново време? Не сум ја гледал, Литванија има еден искусен играч кој што години игра во Мотор Запорожје, игра по Европа добро. Многу слична репрезентација нова. Предпоставувам дека има неколку играчи од тоа што од Драгунас кој што гостуваше со Алкалуито овде во Скопје. Во секој случај технички се добро подковани, пак ќе кажам. Сега сите трчаат, сите играат. Ако ние со вакви голмани мислиме дека таму ќе поминеме добро, се лажеме. Но да размислуваме позитивно, Македонија и таму е релативно фаворит во однос на тоа. Може да кажеме дека и таму ќе зависи од нашата репрезентација. Прво, ако одигра како што треба. Добро, во принцип секоја зависи од нас, така. Добро, не може да зависи од нас против Франција. Франција ќе играш колку што ќе ти дае Франција. Така, добро, да. Ама сега во тој сегмент, да. Не може да кажеме дека ние сме Франција за Литванија. Не, апсолутно. Ние не сме Франција за никого. Добро, апсолутно. Ние Франција не сме за никого и ќе се вратам на она. Немаме ние играчи кои што можат. Да, со вакви селекции можеби, но со селекции од втор, трет ешалон. Значи, ние немаме играчи кои што можат да се опуштат и кои што можат да се однесуваат или да мислат дека ќе го поминиме над преварот вака или онака. Ние мора да сватиме и тоа е главната поента, веројатно ќе биде главната поента на Лазаров, дека ние мора да сватат играчи дека мора се на 100-120% од себе си за да го добиеме секој. А можеме, имаме антропологија, имаме висина, имаме играчи кои што во напад може да прават проблеми, да парираме на буквално на секој од светот. Тие спомна Франција, ќе ја спомнам Данска, тие се селекции кои што во моментот можеби се недостижни, ама втор, трет ешалон ние имаме со сите да играме, но не вака. Мора да го смениме пристапот дека ова е репрезентација само како тим. Ние порано се издвојувавме како селекција кога Лазаров даваше 9, 10, 12, 13, беше Миркуловски, Мојсовски, Ристовски на гол. Ова селекција нема таков калибар на играчи. Не дека тие се лоши играчи, само како тим можеме на секој да му правиме проблем и сега и на светско првенство во Хрватска. И што едно прашање, ова твоето играчко искуство против Литванија, тоа одамна биле на преварите, имаме едно реми
и 2 пораза. А тоа Реми беше како пораз. По принцип, во едни историја квалификации. ништо не значи многу, но како одиш кога играч против репрезентација од која имаш неуспех. Значи ли тоа нешто? Значило ли тебе? не. Мислам дека и на овие момци, мислам дека дел Или од ни овие паметат. не се ни сеќаваат, дел од нив биле дечина кога Литванија нас не добивала или сме играле над превари. Да, тоа е во нив. Турција. Апсолутно, мислам дека ништо не значи. Ќе значи само ако сватат, ова ќе се вратам, ќе сватат дека не се фаворит против никого во светот. Да, ама сме оптимисти за Литванија. Апсолутно, ние пак ќе кажам, ние сме пак благи фаворити таму и не само за таму, ние сме фаворити за да се пласираме, а тоа е најважно. Најважно е за нашиот спорт во Македонија, за мојот спорт, за ракометот, ние да бидеме во Хрватска, да бидеме наредна година во Скандинавија, за да имаме деца во сала, за да имаме од повеќе деца, со условите кои што ги имаме со тренерите, да произведеме нови играчи. Тоа е главната поента на моето гостување, главната поента на репрезентацијата. Георгановски, благодарам, целта е исполнета. Македонија победи. Апсолутно. Честитки, поздрав, се гледаме повторно. Така, почитувани гледачи, подсетувам Македонија Естонија 37-30 нашата репрезентација не игра в недела против Литванија на гости, а преостанатите надпревари со овие две репрезентации, како и двата меча со првиот фаворит во нашата група Словенија се следната година како нашата репрезентација веќе ќе игра и на светското првенство. Значи, благодарам уште еднаш за вниманието, гледате и натаму Македонска телевизија и Врвен спорт.